Во тек е пробниот период за користење на водата од хидросистемот Злетовица во неколку населени места во општина Карбинци. Во селата Балван, Козјак, Црвулјево и Таринци. Веќе тече оваа вода, а во наредниот период ќе биде пуштена и во Радање, Аргулица и Подплачковичките села. Цената на водата за пиење во Карбинци нема да трпи промени, вели директорката Елена Коцева. Ново регулирање ќе има во 2025 година. Сакам да напоменам дека се уште трае регулираниот период за цената на водата 2022-2024 и до крајот на овој период нема да има никаква промена во цената на водата, независно дали се користи бунарскиот систем за водоснабдување или системот Злетовица. Што значи не се очекува промена на цената на водата, ќе останува иста како и до сега. Коцева посочува дека намалени се загубите за вода споредбено со претходните години, меѓутоа не се сосем отстранети. Дополнително се соочуваат и со проблеми со граѓани кои ја користат водата за пиење, ама не ги подмируваат редовно своите сметки. Па во споредба со изминатите години, загубата е намалена, некаде околу 20 до 30% за разлика од минатите години, но секако, како и сите останати системи, се среќаваме со загуби на водата, што од дотрајани водоводни линии кои што нели појавуваат различни дефеци, што од несовесно користење на водата за поливање на различни посеви и неправилно користење на исто. Во сезона на високи температури Коцева апелира граѓаните рационално да ја користат водата за пиење за да може да ја имаат постојано. Сакам да ги замолам граѓаните на општина Карбинци за да имаме подобро и поквалитетно водоснабдување, правилно и рационално да ја користат истата и секако редовно да ги подмируваат своите трошоци, со што јавното предпријатие ќе има доволно средства за да може да ги сервисира и да оперира со водоснабдителниот систем со кој што управуваме. Општина Карбинци треба да се приклучи целосно на хидросистемот Злетовица, со што граѓаните ќе имаат навремено и постојано водоснабдување.